Добро, значи сведоци сме дека се повеќе се почести се тужбите кои што ги добиваат новинарите врз основа на прекршувањето на Законот за слобода на изразување. Дали сметате дека тоа се должи на вулгарноста на нивниот израз или можеби на пречувствителноста на јавните функции како и на функциите на јавните функционери? Најнапред треба да тргнеме од состојбата во судството во Република Македонија, бидејќи тоа е основен показател за за нивото на демократија што постои во Република Македонија. За жал, тоа не е само моја констатација, туку мислам дека општа констатација, дека судството во Република Македонија во овој период, во последниве 10 години, или можеби да кажеме и сега во моментов, е во најлоша состојба од осамостојувањето до денес. Затоа има големи критики и од домашната јавност, меѓутоа и од страна на меѓународните институции, вклучувајќи го извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија, па и во најновиот од 2016 година, се констатира дека судството е политизирано, изборот на судии, посебно на председатели е политизиран, предмет е на политичко договарање, има нестручност, непрофесионалност во работата на судиите и сите овие аспекти директно се одразуваат и на оние постапки што се поврзани со примена на Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда. Ако се вратиме години наназад, секогаш постоеле различни критики во однос на постапките кои што се воделе против новинарите за порано кривичните дела клевета и навреда. Па еве сега за да дојдеме во една ситуација кога има декриминализација, меѓутоа може да констатираме дека нема напредок во однос на прашањето што значи слобода на изразување. Токму заради кривичната одговорност и казните кои што беа предвидени во кривичниот законник за делата клевета и навреда, во еден период се направи еден напредок со цел да се оневозможи казнување, да се укине казната затвор за овие кривични дела. И тоа не беше доволно. Еве, направен е напор, донесен е од 2012 година Закон за граѓанска одговорност за клевета и навреда, меѓутоа оно што го гледаме во пракса, апсолутно мислам дека не одговара на интересите на новинарите и воопшто на слобода на говор, слобода на изразување, што доликува на едно демократско општество, бидејќи од предметите кои што се водат во судовите, може да забележиме дека најчесто се поднесуваат тужби против новинари кои пишуваат против власта или пак тужби кои што ги поднесуваат новинари блиски до власта против нивни неистомисленици. Секако на удар се и политички личности, носители на функции партиски, политички од опозицијата и тоа воопшто сметам дека не значи развој на демократијата преку слобода на изразувањето, туку значи директно загрозување и ограничување на слободата на говорот. Казните кои што се изрекуваат против новинарите што се огрешиле, под наводници, ке кажам, се огрешиле против политичките функции, се навистина огромни, достигнуваат до петоцифрени бројки во евра. Па се поставува прашањето дали може би претходно кога имаше закана за казна затвор, дали таа алтернатива беше подобра од сегашнава состојба. На ова се надоврзува и прашањето со вештачењата, зашто и многу познати психијатри го кажа нивниот став во јавноста, дека навистина се згрозуваат од она што може да се прочита во вештачењето, изготвено од психијатри, чие што име во јавноста не го знаеме, но очигледно е дека одредена помала група психијатри ги прават тие вештачења што се даваат како прилог кон тужбите, во кои што се утврдува степенот на загрозување кои што го почувствувале лицата кои што се сметаат наклеветени и навредени, што сметам дека навистина не е израз ниту на слобода на говор, ниту на слобода на изразување и најмалку ја покажува Република Македонија како демократска земја.
Сметам дека јавните личности, носителите на политички, на државни функции, со самиот факт што прифатиле да бидат носители на вакви функции, нивниот степен на толеранција во однос на сите прашања кои што може да се наметнат во јавноста за начинот на кој што извршуваат функцијата, треба да биде многу поширок, за да може да зборуваме дека станува збор за едно демократско општество. Повеќе е за очекување некој обичен граѓанин кој што не врши никаква функција, доколку се почувствува наклеветен, навреден да поднесе тужба, отколку јавна личност. Но во Република Македонија, напротив, најосетливи се покажа во последниве години дека се носителите на државни функции, на партијата на власт и со таквиот начин на постапување директно влијаја и довербата во судската власт да биде намалена, затоа што се доби впечаток, а тоа е и реалност, дека судската власт ги штити интересите на партијата на власт и на незините функционери. Значи, можеме од тоа да заклучиме дека и терминот душевна болка и самите тужби што ги врачуваат се можеби начин да извршат еден притисок за да се ограничи правото на слободен израз на новинарите во нашата држава. Душевната болка, ако ја анализираме на начин како што е напишана во вештачењата кои што се изготвени во прилог на тужбите, всушност ја доведуваат во прашање и способноста на тие носители на функции да ја вршат функцијата. Такви душевни болки, јавноста барем дозна за такви душевни болки, станува збор што навистина се доведува во прашање дали тие личности во иднина, ако толку се повредени од одредена клевета или навреда, дали може во иднина да ги вршат функциите така одговорни, нели, на кои што се поставени. И сето тоа покажува дека е ова само една борба против неистомислениците со цел да се ограничи слободата на говорот и со цел да се урнат сите демократски стандарди во Република Македонија, што впрочем и се случи. Да, но дали сте запознаени колку во целиот овој процес Македонија се придржува кон европските стандарди за да подобри ситуацијата? Ако стане збор за самото законодавство, ние постојано сме во некакви реформски процеси, постојано се изготвуваат законски прописи, се донесуваат од страна на собранието. И во изминативе години сме немале многу забелешки од страна на меѓународните фактори во однос на напредокот кон евроинтегративните процеси од аспект на законодавството. Постојано се наведува дека се усвоени одреден сет на прописи кои што значат усогласување со европското законодавство, но колку што се усогласуваме на формален план, во примената на законите, толку повеќе се оддалечуваме од Европската Унија и од европските стандарди. Значи, ние имаме во многу сфери добро законодавство, но истото не се практикува. Се прекршува во пракса, значи имаме и судство што е непрофесионално, нестручно, работи под директно политичко влијание заради нарушување на демократскиот амбиент што го направи извршната власт во Република Македонија и практичната примена на законите не оддалечи од сите овие стандарди кои што треба да ги применуваме, што не значи дека во иднина не треба да се менуваат законските прописи. Ако долгата примена на одредени законски прописи покажува дека законите се добри, меѓутоа постојано имаме лоша примена и така натаму, факт е дека најголема одговорност постои кај човечкиот фактор. И треба да се направи нешто за да се смени, да се влие на промената на тој човечки фактор, независно дали е во судството, во извршната власт или во законодавната власт, но паралелно со овој процес да се акцептираат овие забелешки за да може да се интервенира соодветно и со измена на законски прописи што ќе не одвлечат од оваа сегашна ситуација која што е навистина лоша. Значи имаме уште многу работа, меѓутоа може да се достигне до... Како Република Македонија имаме многу работа во сферата на судството, повторно треба да продолжиме со донесување и со
спроведување на стратегија за реформи, имајќи ги предвид придобивките од претходната стратегија за реформи на судството од 2004 година, со акциски план, за да може да се надминат сите овие забелешки кои што значат нестручност, непрофесионалност на судиите, политизираност на судството и така натаму. Благодарам. Ви благодарам и вам.